Публиката првпат го запозна Александар Белов пред 11 години кога се појави во регионалното музичко шоу Операција Триумф. Денеска со мене во Репортер. Александар, здраво. Здраво, Андријана. Мило ми е што првпат доаѓаш во нашето студио, посебно што многу долго немаш дадено интервју никаде и што некое време те нема на музичката сцена, па што имаме баш многу работи за кои што можеме да разговараме. Види, со оглед на тоа дека извесен период, некој знае, некој не знае, не живеам во Македонија. Драго ми што сум овде заради тоа што ставно практикувам да во слободно време секогаш погледам некој интервју и дефинитивно пратам што се случува во Македонија благодарение на вас, така да драго ми е што сум овде и баш онака што би се рекло перфектно направено и се надам дека ќе биде фино како на нас така и на гледачите. Пошто ја спомна Србија и кажа дека веќе подолго време живееш таму, ајде да почнеме со она што е најактуелно во периодов за тебе, а тоа е свадбата. Се ожени пред 1 месец од прилика. Па кажи ми како беше на свадбата, дали беше голема, мала свадба, имаше многу гости, каде се одржа? Свадба се правеше во Србија, заради тоа што веќе таму живеам, таму и ќе продолжам да живеам. Нормално доаѓам во Македонија и ќе доаѓам во Македонија заради тоа што има овде зошто да доаѓам и нема да не е ни воопшто далеку, од дома до другата дома се стигнува за 4 часа возење, така да не е ништо далеку. Направивме свадба фина, весела. Повеќе беа српски или македонски адети истиравте? Па со оглед на тоа дека јас и мојата избраничка Елена не практикувавме, ако тргневме да ги на некој начин тераме македонските адети и српските, тогаш свадбата ќе траеше многу подолго од сега што траеше, а сега траеше 6 дена. А јас ќе те прашам дали важи на српското дека секоја свадба таму трае 3 дена и што правевте 3 дена со свадба? Ние 3 дена главните тие 3 дена беа ајде саботата, неделата и понеделникот, но со оглед на тоа дека гостите доаѓаа веќе од петокот, а свадбата беше во неделата, а се замина во средата, така да таа свадбена еуфорија започна многу порано, додека едни дојдат, други дојдат. Некако се течеше по некој тек кој го зацртавме дека тоа треба да биде така. Беше весело. Значи, за разлика од кај нас, буквално ние таа недела ја оставивме да биде буквално се од венчавањето во црква, во општина, па забавата во ресторан. Некако си имаше свој тек. Сега детите не се одеше по невеста затоа што веќе дојдоа по момчето, затоа што момчето веќе живее таму. Домазет. Така да тие некои обичаи ги прескокнавме, го оставивме обичајот нормално со доаѓањето на деверот. Туркавме брата, така да тие беа некои обичаи. Србите го имаат јаболкото кое што го прескокнавме и него. Но во секој случај имавме двајца војводи кои ги носат знамињата македонското и српското. Така да беше интересно, беше весело, имаше буквално музика за секој вкус, значи не запоставивме ништо. И некако јас се изненадив од сам себе што издржав, заради тоа што некако ми беше како ќе издржи свадба, како еуфорија цел ден, 1 ден, 2 дена, 3 дена, но издржавме заедно со Елена. Очигледно во тие денови добиваш некоја сила и адреналин кој ти значи и кој едноставно ти е полно срцето. На свадбата донесовте и Зурли Тапани од Македонија. Имаше оркестар кој што дојде специјално за тебе, а ти се реши па запеа во моментот кога беа исклучиво стари македонски песни. Зошто реши таква музика да пееш? Зошто не нешто помодерно, зошто не нешто твое? Знаеш како, ја прво немав глас за мојата свадба, заради тоа што стварно, траеше и од, како што кажав, од петокот. Цел ми беше да, со оглед дека свадбата правиме во Србија, со оглед тоа дека кумот од Македонија, деверот, македонец од Австралија, значи сите тетки, роднини, пријатели од Македонија очекуваат дека ќе има нешто македонско. Па која песма? Обично каде и да заминеме ние како македонци надвор, правите химни се тие, македонско девојче, Јовано Јованке, море сокол пие и тука некаде завршува тој круг, може да има уште некоја. Мене ми беше драго што ги испочитував гостите, се изненадија и гостите од страната на Јелена, заради тоа што
и тие имаат тапани зурли, но тоа е некако наш мелос и наша музика. Не размислував да пеам искрен да бидам на мојата свадба, како што кажав, едноставно ми беше убаво и не ми беше потребно пеам секој ден па се баш и за свадбата. Али некако ме понесе атмосферата, па го земав микрофонот и отпеав неколку песни. Ти официјално ја запроси неа 2-3 недели пред свадбата. Да, тоа беше многу интересно затоа што никој не знаеше дека ќе се прави свадба. Свадбата ќе кажам, ја закажавме на мојот роден ден, како 32 роден ден, и онда се одлучивме дека 29 септември ќе биде свадбата. И знаеа само најблиските кои што треба, не се од Македонија, па треба да си обезбедат на време одмори да дојдат за нашата свадба. Некако сите чека моментот, како свадба закаша, ја запроси или не. Едноставно, нас тоа не ни беше толку пресудно. Нормално имав јас испланирано Тоа ме каде што и интересира, како. дали ти го купи сам прстенот Да, сам или го Јелена бираше заедно со тебе? Али чекав да видам прво бурмата кој број е, па да знам да не погрешам. Значи прво бурми купивте па прстен. Се шалам. Ги нарачавме бурмите, а прстенот едноставно сакав да ја запросам во Македонија, заради тоа што свадбата ќе биде во Србија. Бевме пред, не знам, можеби пред 5-6 години со нашите кумови на Светинаум во Охрид, кога они се запознаа како мои пријатели. И реков дека на Светинаум во Охрид морам и да ја запросам. Може би очекуваше, не знам. У принцип се што мислите ни се тука некаде изедначени, затоа и сме заедно. Така да на Светинаум ми беше онака дестинација, чекав времето да биде убаво, да дојдам. И беше чудно што скоро сите гости за свадбата ги поканивме на свадба, Чекай, претходно ги поканивте гостите, да, па после ја запроси? Да, чекав и кумот да го поканам. Значи се направи некако обратно. Да, ротација направив на се, кумот го поканивме и кога веќе сите гости се поканети, нема кај да бега. Значи не може да каже не, кога се е веќе договорено. Така да тој наш чин си го направивме сами, го повторивме тоа што ни беше пред 5 години кога се запознавме и кога прв пат Елена дојде во Македонија заедно со мене. И така, Како на се некој начин. запознавте вие двајца? Ако сакате мисијата да ви трае Кратката час и верзија. половина. Шалам, имавме заеднички пријатели, ние се знаеме долго време. Но некако, ја што велам, во животот не можеш да планираш ништо, него коцките ти се склопуваат кога најмалку очекуваш. Аз се сеќавам дека јас бев во првата сезона Танца од звездите, кога паднаа тие први искри и тука започна се и после тоа се случи тоа што се случи, бевме во врска, многу патувања, многу километри поминати од Скопје до Краговец, како јас така она, али сега среќни живееме заедно и мислам дека и како јас така и она дека конечно си го најдовме правото место и правата формула за среќа. Тоа што беше во Танцот звездите, претпоставам ти помогна многу за првиот свадбен танц. Да, оној што го вежбавме доста. Се шалам. Некако тој прв танц или севкупно не обраќавме внимание, затоа што на некој начин фино ние сите се наши луѓе околу нас и да правам се некои акробации, јас аплаудирам на тие што се трудат, млади брачни двојки кои што вежбаат и некој нема талент за играње, па можеби се потребни чекори некои да се научат. Ние не учевме ништо, нит планиравме да учиме, знаевме само која песна ќе биде прва, која втора и едноставно како ни иде буквално, како ни доаѓа, така и игравме и фино ни беше. Колку време бевте со Јелена заедно пред да се земете? Ние сме заедно 6,5 години, така да некако годините поминува, живееме заедно последни 3 години константно заедно, а претходно нормално бевме на релација Краговец-Скопје. И тука на некој начин дојде тој момент, време, више доста беше,
и се решивме за свадбата. Како функционираше на почетокот врската на далечина? Оние кои што обстојуваат на далечина, значи кои што имале врски, кои што обстанали среќно живеат и понатаму, знаат како. Не е тешко ако се има разбирање, ако постои компромис. Некако и овде да си, ако немаш компромис, ако немаш разбирање, може да живееш во другата зграда спротив мене, па повторно да се јавуваат проблеми. Некако нас далечината не сближи и едноставно ни даде некој правец на нашата врска која што до кај не дотера, што се вели до предолта. Зошто реши ти да се преселиш во Крагуевац, а не Елена да дојде во Македонија, во Скопје? Не гледам на тоа кој каде живее. Среќата е најбитна во животот, каде и да си, па да си во Америка и во Австралија, ако се среќни, тука не е битно каде живееш. Прашањето зошто за мене во Србија, не дека јас сега избегав од Македонија или не сакам овде да живеам. Едноставно, така, одлучивме двајцата од секаков аспект. Она завршува факултет, работи, јас со музиката сум некој кој што може да направи трансфер Да, тебе ти е секако полесно. Од Вардар во Звезда и тоа што прават фудбалерите одат од Барселона во Манчестер, така ја направив трансфер. Така да битно е само да си добро прифатен, да си го најдеш својот мир, што се вели, и да си живееш среќно, а се е достапно. Македонија и Србија се еден ист народ, можам да кажам, затоа што од изглед до обичај, до начин на живот, до храна, значи тоа има нешто што се уште се привикнувам кога српски зет да јадам, али во секој случај не ни сметаше тоа дали ќе живееме двајцата, се одлучивме дека за двајцата моментално е да живееме таму, можеби за 10 години ќе ни се промени мислењето, па ќе заминеме некаде. Ништо не се знае. Ти во твојата 12 годишна кариера имаш остара. Имаш постигнато многу, почна од операција Триумф, настапуваше на Скопски, на Макфест, Танц од звездите, секаде буквално. Ама некако она што го обележа твоето доаѓање на сцената, да речеме, е Операција Триумф. Одамна некој ме нема прашува за Операција Триумф. Сега се направи поголем муабет на темата. Се сеќаваш ли на тоа време? Ти текнува ли понекогаш како изгледаше да се биде затворен во куќата 90 дена, да се функционира буквално одвоен од светот? Знаеш како, гледано од овој аспект после 11 години, не се сеќавам баш многу на деталите. Мене ми е фасцинантно што и ден денеска, во Македонија веќе тоа нормално, правев некаква кариера, се појавував секаде, веќе не знам што бев, од водител до Танц од звездите, до сите фестивали, до радио водител, значи се што можев да пробам и се што ми беше желба да работам, сработив. Но фасцинантно ми е што после 11 години во Србија, очигледно заради тој мој препознатлив имидж, и до ден денеска се случува, да, истум, подмладен сум, така ми велат. Се шал. Али мислам дека фасцинантно е што како шоу кое се појави на Балканот, опстана едно, и поготоа што имаше само една сезона, така? Да, опстана меморијата кај луѓето да ме препознаваат и до ден денеска. Океј, бев еден македонец и тука бев фаворит на публиката, се поклопија коцките да биде тоа така и до ден денеска ме препознаваат и кога ќе ми кажат кога беше тоа 2013, 14, 15, кога ќе ми кажеш дека е 2008, луѓето сваќаат дека поминало многу време. Многу е тоа, значи 11 години. И некако ми е од ова гледна точка мислам дека ми било едно фино искуство, сум бил Да, како беше во време кога ти беше дете, кога почнуваше да се занимаваш реално со музика, да настапуваш со звезди од типот на Каролина, на Сакис. Имавте проби, како изгледаше да си со големи звезди на сцената? Во тој момент, искрен да бидам, сето ми беше како во сон, заради тоа што дете од Неготино замина, се пријави на аудиција, го примија, отиде за Белград. Мислев дека ќе биде тоа некое шоу кое што ќе се снима и ќе си одам дома, па ќе се гледам на телевизија, не ни знаев.
кои ги донесува договорите да ги подпишеме, као беше тогаш разбрав буквално дека ние ќе бидеме затворени во куќа и дека ќе Ви нова година, ако се сеќавам, славевте да, нова затворени. година тоа започна на мојата дата, пак ќе биде досадно да се враќам на свадбата, али уствари 29 септември 2008 се деси операција Триумф, а 29 септември 2019 не сакав намерно, разбрав, тоа се сетив после 2-3 недели од кога веќе ја закажав свадбата, после 11 години, а впрочем да не беше таа операција Триумф и Елена не би биле заедно, не би се препознале, не би се створила некаква комуникација. Да се вратам на главното прашање, на тоа многу звезди, многу луѓе, едно искуство кое што дефинитивно денеска не може да го има некој млад изведувач. Постојат шоу програми, постојат кои што се појавуваат, актуелен си, те има инстант звезда и тука приказната завршува. Јас велам, не знаев до самото подпишување на договорот дека ќе бидам затворен во куќа 100 дена. Кога веќе го подпишав, беше моментот, ако не го подпишеш, не влагаш у куќа. Реков, ај ќе го подпишем, па кој ќе гласа за мене од цела бивша Југославија, сега некој ќе гласа за мене. А на крај ти испадна дека си фаворит во сите емисии што беа, буквално шоуто се прикажуваше во цела поранешна Југославија, ти беше фаворитот. Така да, едно фино искуство, тогаш имав огромната поддршка од сите медиуми, од цела држава, значи до ден денеска, можеби велам беше едно друго поубаво време кога немаше ова хиперпродукција која што сега се случува, некако се ценеше тој квалитет. Тоа беа крајните времиња кога постоеше некаква сцена. Се сеќавам првото појавување на Скопски, на Макфест, за мене беа вау, кај се појавив. Значи, буквално немаше, до ден денес кога ги почитувам сите македонски фестивали, но некако се живееше за таа музика, се живееше за кога ги видов колегите покрај мене, како ме почитуваат за мене, се беше онака, вау, кој сум јас. И добро, покрај целата таа поддршка што имаше буквално во 13 гала вечери, мислам дека беа 14, и цело време беше фаворит, секогаш победуваше, секогаш мислам дека на Тончи Хулич беше коментарот Македонец пак се спаси. Да, секогаш се спасува. Дали беше изненадување за тебе што не победи на крај во шоуто? Дали мислиш дека можеби гласовите беа наместени на крајот за Аднан Бабајџдео? Дали биле наместени или не биле гласовите наместени, немам докази, не можам да тврдам. Едни муабети велат чаршиските, нели муабети по Белград. Се шалам, него луѓето што работеле таму слушнав после некое време дека имало некоја таква комбинација, но искрен да бидам и да победев и да не победев, јас го добив името и презимето како Александар Белов, пеач од Македонија, ми отвори многу врати во тој период. Не ми беше ни битно, не гледам ни дека нешто направи, дали победникот, дали останатите. Да, некако на крај ствари на сите кариерите им завршија генерално брзо после операција Триумф. Никој не се одвои. Види, самата продукција која што го работеше тој проект е телевизиска продукција. Продукција која што има своји проекти, кои што ги работи и некако не беа спремни за тоа дека имаат готови производи кои што треба само да ги продаваат по бившите Ју републики. Очигледно екипата која што беше во тој период во продукцијата не размислувала како да, народски кажано, го уновчи сето тоа што инвестирале, се задоволиле со сето тоа што го постигнале и тука завршуваат, да се каже, не се желни да направат нешто со тие деца што буквално сите бевме деца кои што тие ги направија да бидат популарни. И тука застана тоа се, направивме 3 концерти во Сава центар. Така да никој ништо не направи, имаше обиди нормално. Јас до ден денеска тврдам да сум го имал искуството сега и можностите што ти ги нудеше шоуто тогаш. Би играл многу на друг начин, но некако дете од 20 година не знаеш кај си, не знаеш што ти се случува. Многу луѓе и продукции од Македонија кои што се врвни во својата работа проба на некој начин да работат со мене, поставија услови кои што дефинитивно не ги
поставиле за некој друг, затоа што видоа во мене нешто што, го види цел Балкан за да ме гласа, но тие 5 години тој договор со продукцијата во Белград за мене лично значеа една катастрофа. Јас сум и многу благодарен што успеале да направат едно шоу, да мене публиката ме запознае, но исто така сум разочаран што бевме по тој договор и што на сите генерално учесници... Во тој период не направивте ништо, не снимивте... Никој не направи, снимавме. Факт е дека таа година настапувавме, но никој и самата продукција не дозволи никој да работи затоа што надвор имаш од договорот. Надвор од договорот. А договорот исклучиво беше окей, направен си, не можеш да правиш ништо, седи, уживај, одмарај 5 години и тоа е тоа. Жално ми е што публиката која што ме бодреше се разочара во мене, не знаејќи во каква ситуација сум бил јас. Јас го сакав да го дадам својот максимум. Во Македонија стварно постоја менаџери, луѓе, соработници, колеги, значи не сакам да набројувам и именувам, кои што ми пружа 2 раце само да ми помогнат, но тука доаѓавме до бариерата која што е 5 годишен договор, што е мошно, мислам, не можеш ништо да направиш и од таа ситуација само беше одговорот што да правиме. Немаме тука никаков избор. Немоќни сме, да. Така да Ти тоа е тоа. Последната авторска песна ја сними пред 3 години, ја пееше на Скопски фестивал. Да. Зошто толкава пауза? Размислуваш ли сега веќе да снимиш нешто ново, нешто твое, дали на македонски, дали на српски? Што е следно од Александар Белов? Искрен да бидам, ако зборувам за музичката моја кариера и за тоа се што сум поминал, значи имам околу 25-6 песни, албум, небитно, некако не се засетив, него во Македонија во принцип изминатиот период не се случува ништо, нешто за да правиш. Знаеш, ќе кажеме, вие сте криви, пеачите се криви, сега сум во Македонија, дојде на неколку дена, гледам кој кај настапува, нигде никој не настапува, ни по клубовите, ни по... Ти имаш свирки во Србија? Имам, мислам дека дури имаше малку повеќе тамо него што имаше во претходниот период во Македонија. Да, се навикнавме, прифатија и некако фино ми е, можам да кажам, заради тоа што имам повеќе колеги, варијанти, бендови со кои работам и се снајдов во тоа што го работам. Велам, овде се случи еден пат, значи останаа само најхрабрите кои што се борат, а се бројат на една рака, да не ги набројувам, се сеќавам таа 2009-та кога се вратив на Скопски, значи не знам кој не беше, значи багра од луѓе пеачи, првенствено зборам колеги, млади, сите со своите кариери, од Лозано, Next Time, Дарко Илиевски, Дан, Димитар Андоновски, Владко Илиевски, значи небитно бевме сите млади, едноставно имавме кариери пред себе да направиме нешто. И седиме, правиме муабет во 2019-та, кој остана? Остана Владко Лозановски, кој што грачевито се бореше со, јас блиски сме, па го зезам, се бори со по едно време врадеше по 2 песни годишно, затоа што прават квалитет и тоа поставува и мене ми е драго за неговата кариера, но ги гледам каде се другите. Значи, падна нивото, се појавија и нови лица, кои што и Ламбе го заборави, беше во таа 2009 со нас. Некако свежа крв се појави која снема од естрадата. Јас се борев до таа 2015-16, не се ни сеќавам кога точно беше. И некако се откажав од една единствена причина, не се откажав, престанав да снимам, заради тоа што не видов никаков фидбек, не видов нешто да ми се врати од тоа што го работам, заради тоа што премногу оно што се форсира, што народот го сака, е сосема спротивно тоа што јас го работам, но некако тоа што јас го работев и го работевме сите како еден период, многу продукции, па конкуренци, тој момент, барем сега од страна гледано, го нема во Македонија. И жално е што е така, и жално е што младите, оние кои што сега нас не гледаат, имаат талент и сакаат да на некој начин седнат овде и да поголема публика ги забележи, немаат каде и како.
и едноставно ќе кажам нема Македонија моментално некоја страда, се брои квалитет што ја останат на прсти. Луѓето очигледно ние македонците, вклучувајќи и мене, исклучиво 3 години не снимам ништо, дигнавме раце и се откажавме од упорното сервирање кога никој од нас не ќе да се послужи нешто, така да тоа ти е јас се надевам дека сега некако ќе смените, дека вие ќе понудите нешто ново. Дај Боже да е така. Ја верувам дека јас не сум се откажал и добивам и до ден денеска по некои снимки, дали ми се допаѓа, дали нешто. Искрено бе фокусиран изминатиот период на пробивањето на тоа што го работам на нов пазар. Не сум размислувал да снимам нешто конкретно заради тоа што прво да се стационирам, да го освојам тоа тржиште што се вели, тој пазар и да сега веќе кога ми помина и овој приватен супер момент и таа свадба и нов период од животот, мислам дека ќе имам повеќе време да се посветам на музичката кариера.